Здраво, можеме да почнеме. Добро дојдовте на вториот ден на конференцијата E-Society на тема Отворено образование за отворено општество, да го споделиме знаењето. Јас сум денеска адхок модератор на оваа сесија. Требаше тука да биде Сеат Джигал, меѓутоа поради некои неодложни обврски јас го заменувам. Инаку само да знаете, дисклеймер од моја страна, јас бев одбран за најлош модератор на НСНД настанот во Струга оваа година. Така што све што ќе се случува ќе биде подобро од тоа. Инаку со мене во оваа сесија ќе учествуваат магистар Марина Василева, магистар Василка Димитровска, магистар Радмила Живановиќ, Дамјан Георгиевски, од Слободен софтвер Македонија, Радмила Живановиќ е од Меѓународен Балкански универзитет, Василка Димитровска е од придонесувач на Википедија и основач на ХМУС центарот, а госпоѓата Марина Василева е наставник во Основното училиште Свети Кирил и Методи. Повелете, може да почнете. Ви благодарам. Најнапред да се заблагодарам на сите мои колеги и колешки кои што се овде, мислам дека во огромен број. Исто така да ги поздравам почитуваните гости, професори и сите останати присутни. Се заблагодарувам за ангажманот кој што ми го укажа Метаморфозис, да ги пренесам искуствата на наставниците во она што се случува денес. Како душата на секој наставник плови во овие денешни времиња и мислам дека ќе се обидам за кратко време тоа се да го пренесам. Имаме сите по 10 минути дискусија. Значи, денес станува збор за образовните ресурси. На вчерашната конференција имавме повеќе различни предавачи и за секој од нив поимот образовен ресурс е различен. Јас како наставник, за мене, поимот образовен ресурс е се она што може да се употреби во учењето и истражувањето. Инаку би сакала да ви пренесам една слика во која што се пишува во бројки што се случува за една минута на интернет. И тука негде на YouTube, на Google, на Facebook се и нашите македонски наставници. Нашата влада обезбеди компјутер за секое дете. Неговото величество компјутерот влезе во нашите училници. Пред нас излезе еден преубав предизвик во кој што наставниците кои што, напоменувам, не се информатичари, кои што немаат 4 години информатика, туку имаат обука благодарение на USAID, ПЕП и предходниот диску проект, кој што се заедно да ги собереме се можеби 20 на дена. Ќе ви пренесам како успеваат да пловат во овие води. Најнапред, тулбоксот на ПЕП ни овозможи секој од нас наставниците да прикажеме добри практики во кои што имавме според предмети, според оделенска настава, можност сите наставници да прикажеме креативна работа во нашата професија. Учениците ја користеа најчесто Википедијата, меѓутоа проблем кој што се јавуваше беше копи-пейст без да го прочитаат текстот што е внатре во препишан со копи-пейст. И потоа Intel компанијата ни помогна да отвориме една friendship community, значи можност каде што најнапред отворивме на Facebook Intel Master група во која споделувавме прашања и проблеми на кои наидуваа наставниците од типот на јас инсталирав тоа и тоа, меѓутоа на Ubuntu не можам да се снајдам по тоа и тоа прашање. Значи, најнапред наставниците така меѓусебно си помагаа, па потоа ги разменувавме ивентите што се случуваа. Следното, секој од нас имаше можност на оваа од Intel страна да споделиме наши
креативни часови, видеа, наставни листови, контролни тестови, подготовки и така натаму. Меѓутоа, исто така и да истражиме според предметите како во другите училишта работат. Англискиот јазик како проблем секогаш е присутен. Имавме поддршка од исто така од Министерството за образование, кои што ни подготвија school.mk. За мене како оделенски наставник една прекрасна алатка, меѓутоа, значи нешто што јас сакам да го пренесам на професорите од институциите каде што е храмот на мудроста е да ни помогнат овие содржини да се збогатат. NGO организациите исто така да ни помогнат да направиме една убава база на електронски ресурси кои што ќе можеме да ги користиме и кои нема да бидат само од 4 до 6 оделение само математика и природни науки. Значи тоа е во ред, тоа е убаво, меѓутоа ни треба повеќе. Ова се примерите кои што се дадени за оделението од 4 до 6, исто така и од 1 до 3 имаме математика и запознавање на природата, значи само 2 предмети ни се опфатени овде. Следеа обуки за користење на флип камери и обработка на тие видеофајлови. Многу наставници на оваа Facebook страна споделија своји креативни часови и ги поставуваа и ги разменувавме своите идеи меѓу себе. Ми се тресе раката. Министерството за образование ни отвори видео агрегатор кој што до вчерашниот ден нешто не успеав да се отвори, веројатно имаат некој проблем, го сервисираат за да биде уште подобар. Во меѓувреме, наставниците од оделенска, сите просветни наставници, секој според својот предмет, се снаоѓавме, значи, во ова море од информации како да си помогнеме меѓу себе и си отворивме страна на оделенски наставници. Меѓутоа, не беше само да се пофали кој каква активност направил, туку аплаудираа наставниците и документи. Значи, секој со секого споделуваше она што смета дека е квалитетно направено и да помогне на другите наставници. Нешто што како иницијатива сметам дека отворените образовни ресурси од нашите примери би можеле да искористат за како да ги споделат и отворените журнали за кои што стануваше вчера збор и така натаму. Секој наставник пловеше низ интернет и пребаруваше страници кои него ќе му помогнат во реализацијата на наставната програма. И excel.com е една која што јас ја пронајдов од многуте. Сите ние наставници што сме присутни имаме во своите портфолија, во своите джепчиња, во своите папки по некоја страна која што ни е многу корисна. Отворени образовни ресурси ни даде можност на еден простор да најдеме според институција, според може би основно, средно, универзитетите да си најдеме секој своето место да си го пронајде. Значи, што е она што јас би сакала нашите Facebook страни да се претворат да се изфилтрираат сите тие хаотично наместени документи. Значи, таму имаме документи кои како стигне, што сработил од темата, од подрачјата, така си аплаудиравме документи. Меѓутоа, да се изфилтрираме ние наставниците, значи да имаме според возраст и според тематските подрачја кои што ги обработуваме. Нешто што ќе може да ни помогнат студентите на финки, кои што програмираат, кои што работат и домакински, без да мораме да плаќаме софтвери, без да мораме да плаќаме големи суми на пари, да си направиме, значи да ги искористиме нашите потенцијали како наставници, кои што последниве години се покажа дека се навистина големи и да направиме можеби нешто слично на ова сега што го гледаме. Значи, истото се однесува на тематските подрачја, кои што опфаќаат и математика, и македонски, меѓутоа, речиси сите се на англиски јазик.
Поголемиот број од наставниците се и повозрасни и не знаат сите убаво англиски јазик, не умеат да се снајдат, Google Translate помага, меѓутоа не секогаш и се. И апел е, значи, да ние сами меѓусебно, еве вака на една страница си споделуваме наставни листови кои што ќе бидат за секое ниво достапни, бидејќи поголемиот број има можност да симнете страници во смисла на наставни листови, во смисла на готови планови, да не трошите време на губење време на подготовки и креирање, меѓутоа се плаќаат. Значи, тие не се бесплатни, а ние нашите можеме да ги искористиме. Секој од нас, речиси, има свој видеоканал, кој што има да го сподели можност во нашата јавност и за да може да го користат и другите наставници. Како пример. Меѓутоа, самиот пример на час не го смалува времето на подготовка на наставникот за часот. Нас повторно ни треба време за пребарување, затоа што не можам да ја симнам презентацијата што колешката ја користела, па да применам можеби малку поквалитетно и покреативно, за да го зголемам квалитетот. Она што стануваше збор вчера, дека отворените ресурси со квалитет секогаш се сомневаат дали се добри. Јас лично мислам дека доколку се овозможи тој момент дека секој наставник ќе го надградува тоа и ќе го збогатува секој на свој начин. Дека сме јаки и добри наставници го потврди проектот Grandma's Games, бабини игри, кој што освои, поголемиот број од вас знаете, прво место освоивме во Москва во Европа, значи имаше најнапред Microsoft организираа Partners in Learning. На секој континент имаше надпревар за креативно користење на технологијата, а потоа и на светското земавме First Runner-up, значи категорија во која што навистина не е за занемарување. И ако беше еднаш, ќе речевме ај среќа е, меѓутоа не беше тоа еднаш, туку соработката на училиштата со институциите универзитетски се покажа како мощна и продуктивна. Факултетот Финки ни помогна да старите бабини игри кои ги оживеавме, ги искористиме и ги вметнеме во наставните цели, да ги реализираме со најновата технологија, односно со Kinect, кој што тогаш го програмира асистентот Петре Ламевски. Значи, не беше еднаш и не беше среќа, туку повторно нашите наставници со Дарко Талески од село Канатларци освоија прво место на европскиот надпревар, кој што беше исто организиран од Microsoft Partners in Learning, кои што покажаа дека македонските наставници не е дека не знаат да симнат најновата верзија, не знам каде е гостинот од Брисел, дали е присутен, туку успешно ја имплементира технологијата во наставата. Partners in Learning ни понуди нас, наставниците, бесплатни алатки кои можеме да ги симнеме. Сите ние во училиштата слушнавме минатиот ден дека имаме лаборатории со лиценцирани софтвери од Microsoft кои што може да се искористат за учениците, значи да искористиме и отворениот софтвер, меѓутоа и се она што е бесплатно, што велиме дека може да се искористи, да го искористат и овој убав гест на Microsoft. Па потоа сите ние почнавме да користиме ова Edmodo, една страница во која што можете да пронајдете многу наставници кои што се посветени на својот професионален развој и да прочитате и да видите се она што е најново во тренд на просторот во смисла на образование. Клас Дојо, за кој што минатиот ден го презентира девојчиња две од Peace Corps, мислам дека беа, значи кај нас дел од наставниците веќе го применуваат, меѓутоа во моето оделение само 2 родители имаат мејлови, останатите не користат интернет за жал. Нешто што исто така сега се нуди дури е и аудиозапис со готови презентации, нешто што ние можеме да го понудиме како македонски наставници. Сите ние имаме дома минимум по 20 до 30 презентации
кои што се спремни, само бараат простор каде да се постават и да сето ова си го употребиме заеднички и домакински. Националната агенција е нешто што исто така нуди можност за сите наставници кои се спремни да соработуваат и да следат реформи и проекти кои што се случуваат во Европската Унија, ја нуди оваа можност повторно од оваа година, која што исто така сметам дека е интересна за соработка. На крајот, Кан Академијата, за која што неколку пати вчера се спомнуваше, јас лично сметам како наставник дека наставниците треба да добијат само простор некаде во ова созвездие, за да и се она што ќе го сработиме ние на сличен начин на кој што овој господин успел да го сработи тоа, можеме да си го споделиме меѓу себе, благодарение на отворени образовни ресурси, на некои невладини организации, на поддршката на владата која што ни ја дава, како што видовте, и би сакала луѓето кои работат во отворениот софтвер, отворените ресурси, да не овозможат да не се случува да прочитаме sorry, your operating system is not supported. Значи да успееме да го следиме квалитетот и на она што се плаќа и на она што е бесплатно. Повелете прашања. Благодарам, Марина. Мислам дека ќе одиме со Василка, па ќе одиме после со прашања и одговори. Освен ако нема сега некој прашање, мислам дека можеме во Тогаш благодарам за последната вниманието. сесија. Оно што јас успеав да го запамтам од вашата презентација беше клучниот збор домакински. Така што мислам дека тоа ќе одбележи оваа сесија. Инаку темата е отворени образовни ресурси, вмрежување и градење на заедници. Василка Димитровска доаѓа од Википедија на македонски јазик и ќе каже нешто повеќе околу тоа. Добар ден на сите. Моето име е Василка Димитровска, иначе по професија сум археолог, меѓутоа многу долго на интернет придонесувам што се несува до овие отворени образовни ресурси. Имам така еден голем бекграунд и тоа е најголемата причина поради која што се најдов како повикана да зборувам во оваа сесија. Меѓу другите работи во животот кои сум ги направила е тоа што сум голем влюбеник во Википедија и сум нејзин придонесувач некаде од април 2006 година. Сигурно имам неколку илјадници статии напишано, преправено, доправено, поправено, сама создадено, вклучено други корисници и некаде во 2009 година повеќемина нас, поточно 8 влюбеници на Википедија на македонски јазик, најдовме сили да ја создадеме Викимедија Македонија. Тоа е официјален огранок на фондацијата Викимедија. Тоа е фондација која што всушност е задолжена за главната англиска Википедија и за сите други Википедии, вклучително и она која е на македонски јазик. И целта всушност на почетокот ми беше колку што е можно повеќе да внесам некакви било какви научни или образовни содржини на Википедија, меѓутоа како поединец не можев и поради тоа стартував неколку проекти. Еден од проектите кои го стартував тоа беше Археомаг 2.0, кој што имаше за цел да обедини група или мала заедница на луѓе кои што ќе пишуваат за археологијата, меѓутоа тоа се прошири генерално на културното наследство и за неколку години достигна бројка од 5 до 6 илјади статии само во рамките на таа категорија. Сега бидејќи ние сме на некој начин организација која што е задолжена не да се грижи или да ја наблюдува Википедија, туку на некој начин да ја промовира. Едно од работите кои решивме да ги правиме во нашиот живот е да ја промовираме Википедија не само во онлайн, туку и во офлайн заедницата, градејќи една мрежа на луѓе кои што постепено ќе ги обучуваме. Голем број на проекти се создадени во рамките на овие неколку години, почувајќи од соработка со владин, со невладин сектор, со
разни институции, со универзитети, со посебни катедри. Еве во последните 2 години интензивно работиме со институтите за археологија и за историја, учувајќи студенти до дипломци и постдипломци како да придонесат, како да ја користат и понатаму како да го пренесат знаењето кое што е на Википедија на македонски јазик. И всушност целата таа работа во последните неколку години ми одзеде многу повеќе време отколку тоа да придонесувам на Википедија, иако јас доста често пишувам на интернет и тоа што го правам, барем од мој аспект можам да кажам дека текстовите кои ги пишам на мојот личен сајт или блог, ги правам некако да бидат во духот на Википедија, за да можат после тоа лесно со копи-пейст да бидат пренесени на Википедија и да бидат форматирани. Со текот на времето Википедија на македонски јазик си создаде една огромна база на своји прво придонесувачи, а потоа и корисници. Можам да кажам дека што се однесува до придонесувачите, тие не се во огромен број, меѓутоа верувам дека сите овде како што се во публиката и сите кои следат на интернет, било кога ја кликнале Википедија на македонски јазик, кој што всушност е еден од можеби најкликаните сајтови во Република Македонија на македонски јазик. И ве замолувам, значи не само да ја користите, туку од време на време кога ќе видите некоја грешка или некој недостаток, слободно придонесете на Википедија. Во сите овие активности, прв пат ете во мојот живот оваа година имам шанса да видам дел од конференцијата Викиманија, која што обединува илјадници влюбеници, придонесувачи кои тоа го прават про боно на сите варијанти на светските Википедии. Се случи оваа година во јули во Вашингтон, каде што јас во еден момент видов 1500 луѓе кои што се исти како мене и кои што придонесуваат гратис или волонтерски на Википедија. Имаше голем број на сесии, но верували или не, најголем број од тие сесии всушност беа посветени на отворените образовни ресурси. Почувајќи од сесиите кои што ги водеше Смитсонијан институтот, сите сте слушнале веројатно за него, се работи за еден од најголемите научно-истражувачки центри во светот, како тие ја користат Википедија заедницата, за да можат да стигнат до своите читатели или посетители, до презентациите кои ги има некои луѓе од Кенија, каде што во буквална смисла на зборот Википедија се користи во образованието и во основните училишта, бидејќи немаат баш многу параметри, немаат баш многу алатки и ресурси, зборувам финансиски, во нивното образование, за да тоа го направат во моментот поинаку. Како и да е, значи, на интернет може да се најдат голем број на презентации. Јас дури бев вклучена во рамките на проектот Отворени образовни ресурси, заедно со Марина и заедно со Радмила, каде што се обидувавме да ги координираме нашите знаења и искуства и тоа да го пренесеме. Одржавме голем број на презентации. Барем моите презентации може да се најдат на сајтот на образовните отворени ресурси и да видите како тоа го прават луѓето од светот, како користат Википедија, како тоа го прават со отворените образовни ресурси и кој е нивото кое во моментот го има достигнато светската Википедија, вклучително и Википедија на македонски јазик во однос на користење на тие ресурси во образованието и во науката. За да не должам многу, јас повеќе би сакала ова да биде како отворена дебата со прашања, ќе споменам само еден пример. Отворете страницата на Старата Скопска чаршија на Википедија на македонски јазик. Тоа е статија која е работена со години и доколку направите копи-пейст и ги сврлите сите оние големи наслови, болдирања, фотографии, вие ќе добиете една феноменална статија или текст кој има 35 страници Word, кој е многу пати редиректиран, кој е многу пати ревидиран, посебно од моја страна, во кој целата заедница на Википедија на македонски јазик има вложено огромен напор и тоа е во буквална смисла на зборот. Ако вие го испринтате и ги додадете фотографиите, добивате една книга. Да, тоа е една статија каде што можете
да најдете референции, цитати, книги од кои се користени сите извори. И тоа ви е најдобриот начин да го видите до кое ниво е во моментот стигната Википедија на македонски јазик. Сега, веќе кажав дека ние во последно време одиме на вмрежување и на градење на заедници. Јас имам и некои други проекти на академско ниво, на кои што го работам тоа, но тоа ќе го зборувам во следната сесија, како да е јас би го затворила овдека моето излагање. На крајот од нашето излагање, доколку некој има било какво прашање, слободно може да ми се обрати. Ви благодарам за вниманието. Благодариме, Василка. Продолжуваме со Радмила. Радмила доаѓа од Меѓународниот Балкански универзитет во Скопје и ќе ни каже нешто повеќе околу топ-даун или ботом-ап пристапот при градење на стратегии за отворени образовни ресурси и воопшто образовни стратегии. Значи, здраво на сите. Прво, чест ми е што сум овде помеѓу лидери во една ваква, значи, констелација на луѓе кои што долго време работат конкретно на овие теми и кои што практично ги водат сите ора во тој аспект. А ние, како што и Василка спомена, ние бевме собрани од различни аспекти да пристапиме во однос на отворените образовни ресурси. Собрани од страна на Метаморфозис, затоа што на вистина тие се на некој начин лидери во однос на пласирање на новите идеи, како да кажам, во однос на адресирање и актуализирање на вакви битни теми кои што сега моментално се исто некои глобални теми кои што се дискутираат, значи worldwide. Во исто време, ние во 2010 година почнавме со некои извештаи заедно со колегите. Вчера имаше една презентација исто во врска со тоа, со СЕАТ исто соработувавме, извештаи за тоа докаде сме стигнати со она што се однесува на интеграција на информатско-комуникацијски технологии во образование, некој преглед или анализа на се она што се случува, бидејќи дотогаш ние немавме никакви информации што на вистина се случува, што е донесено на ниво на некоја си национална стратегија, беа консултирани сите, значи, вклучени актери и вчера имавме дел од излагањата што досега е направено од страна на еден од можеби најголемите инвестиции во однос на образованието од страна на УСАИД. Така да, на некој начин тогаш ја уфативме малку и темата на дигитални образовни ресурси, она што се случува. Во исто време, во 2010 имаше некои значи, стратегии од страна на Министерство за образование за користење и искористување на содржини во наставата, како и акционен план. За тоа, со што во тој акционен план се планира во периодот од 2010 до 2015 некакво си воведување на, можете да ме дополните, воведување на такви наставни содржини и да се работи на интеграција на истите наставни содржини во наставните програми кај наставниците. Она што јас го забележав е дека всушност периодот во кој што им се овозможува на наставниците интеграција, таа вистинска интеграција на овие содржини, според мене е многу кратко. Прво затоа што станува збор за една тема во која што наставниците, вие, поголемиот дел овде, веќе долго време работат на тоа. Меѓутоа, прашањето вчера се наметна моментот на тој став во однос на дека тие се мрзливи, дека не придонесуваат. Јас не се согласувам воопште. Сметам дека постои прекрасна заедница на луѓе и на кои што директно се вклучени и работат. Прашањето е само кое е вашето место во дефинирање на стратегиите и кое е вашето вклучување. Она што јас го прелистав во таа национална стратегија или стратегија за вклучување на содржини е дека се нотира дека Министерство за образование со Биро за развој на образование и Министерство за информатичко општество се надлежните кои што ги вклучуваат овие наставни содржини во образованието. Без никакво име,
на луѓе, експерти, наставници вклучени во самиот процес на значи на ваквата интеграција и вклученост. Ова повеќе сакам да го кажам од аспект на препознаеност и во исто време и поголема вклученост на наставниците во овој процес на како да кажам communities of good practices. Бидејќи вие еве спомнавте веќе како вие соработувате и како меѓусебно всушност ги споделувате сите ваши, како да кажам, производи, процеси, од тој аспект, меѓутоа знаеме и сите дека политиката или во однос на развојот на образование веќе претендира кон една децентрализација на образованието и всушност нешто што подразбира поголема вклученост на контекстот во склоп на самите креирање на самите образовни содржини и дека веќе и самата образовна парадигма која што толку време се дискутира и разговара на глобално ниво е дека всушност сите овие образовни содржини се резултат на значи едно создавање или креирање на знаење кое пред се работи на реални проблеми, на реални контексти, кое што вклучува еден, и колегата го спомна, literacy, тоест голем аспект на писменост, значи не само информатичка, техничка, медиумска писменост на наставниците и дека сето тоа многу бара време, внимание и самиот колега вчера од Ниш спомна колку тој година и пол, 2 години му требало да подготви и да испланира и да исконцепира еден таков значи таков план, програма или таква академија за која што тој зборува. Значи, повеќе сакав да споменам дека ние не сме единствени во однос на тоа како ние седиме овде и го адресираме ова прашање или проблемите поврзани со тоа, туку дека всушност сега во моментот веќе ЮНЕСКО подготвува извештај за каков асесмент или сервеј направиле на сите тие образовни политики на 98 земји, значи во светот, како ги спроведуваат. И мислам, не би сакала ни јас да се залажувам, меѓутоа и сите тие викаат имаме ние политики за образовни или вакви содржини, иако некој од нив воопшто не сме виделе, и на крај крајава сепак се сведува и кај нив во и поразвиените земји се сведува на тоа дека тие разработуваат, тоест пред се почнува од еден комјунити кој што е развиен, заедница која што е развиена, кој што има идеи, кој што придонесува и потоа се оди кон моментот да тие истите добри пракси се вклучат во некоја си поширока стратегија или акционен план или што и да е. Она што јас би сакала само да го напоменам и треба повеќе да се обрне внимание, таа јавна дискусија за ваквите прашања, затоа што земјите претендираат да многу пати пред било каква стратегија да воведат или било каква политика да разговараат јавно, да имаат јавни дискусии, дискусијски пейпери како ги викаат и всушност во кој што ги разгледуваат сите модели присутни во регионот на отворени образовни ресурси во овој случај и во однос на тоа што ние како земја би можеле да вклучиме или каков ние контекст можеме да искористиме за да интегрираме такви образовни ресурси во нашава земја или да создадеме. Така да во овој случај би сакала само повеќе да го насочам вниманието кон тоа дека е потребно време, дека потребно капацитет и дека државите на вистина помагаат, инвестираат во однос на такви програми кои што развиваат отворени образовни ресурси. Значи, колку и да е без пари, колку и да е, сакам да кажам, сите ние со добра волја да го правиме ова, сепак постои добра финансиска, не само финансиска и техничка подршка во однос на стварање или поттикнување на креативниот потенцијал кај наставниците пред се. Она што вие го спомнавте е многу интересен момент затоа што родителите со помош на отворените образовни ресурси, што наставниците ќе ги продуцираат, можат да продолжат да ги користат истите во процесот на доучување, подучување на децата или да ги следат трендовите во во образование, тоест во наставата, што и како се случува. Така да ова е еден револуционерен момент за кој што мене лично многу ме возбудува и мислам дека сите тие вклучени едноставно со право се вклучени. Ова е нов тренд и нова ера, нов бран на, како да кажам, на капацитети кои што наставниците дури сега ќе почнат веќе да блескаат во целосно светло.
Така да ви благодарам што сте присутни тука со вашите примери на добра пракса, исто и до Василка кој што исто така доста работи на ова поле. Фала. Благодариме, Радмила. И на крајот на оваа панел дискусија, Дамјан Георгиевски од Слободен софтвер Македонија, интересни две поенти спомена Радмила, заедница и најдобри практики. Пред 20 години започна концептот, тоест движењето за слободен софтвер, и може би е интересно како всушност тој дух кој што провејува во тоа движење всушност се пресликува или најдобрите практики може да се извлечат од таму за оваа револуција за која што ти зборуваш. Така што би му дал збор на Дамјан, па потоа ќе одиме кон една дискусија. Фала. Ќе се обидам да имам краток, па да имаме повеќе време за муабети. Значи, јас доаѓам од Слободен софтвер Македонија, организација која што постои веќе 10 години овие денови. Може би ние сме повикани за оваа сесија да збориме, бидејќи сите ресурси што нашата организација ги има се од заедницата. Значи, ние немаме вработени луѓе во организацијата и дури кога треба да дојдеме на некој настани како Исо Сајет или некој конференција или предавање, тоа го крадеме од нашето работно време или од нашето време со пријателите и фамилијата. Интересно е, не сум сигурен во кој момент, уствари, мене лично ми се родила таа идеја за дека организацијата или дека заедницата е таа што треба да биде носител на некој столб на случувањата што се во однос на слободен софтвер во Македонија. И баш пред некој ден ги читав тие стари дискусии кои што сме ги имеле уште пред да се формира организацијата, и сваќав таму дека самата идеја за некаква организација, некакво легално тело не било воопшто ни популарна, било како ајде ова мора да се направи, чисто за да се има потпис и печат кога треба да се учествува на некој конкурс или кога едноставно мора да платите кирија за некој простор и така натаму. Тоа може би некој начин и проблем со нашата организација, бидејќи не секогаш го имаме потребниот капацитет да ги реализираме сите работи што сме сакале да ги реализираме. Меѓутоа, од друга страна, мислам дека една од ретките организации, барем кај нас, која што баш е посветена на својата заедница и никогаш не се поставила над незе. Баш затоа што самата заедница е таа која ще носи енергијата и која ще ги реализира проектите кои што се и глобални и локални. Сега малку сакам да позборам за некои предизвици со кои што сме се соочили ние лично во градење на таква една заедница. Некои предизвици кои што можат практично да ја уништат или сериозно да ја осакатат заедницата. Ние сме имале неколку лични такви примери. Едно од потипичните се нормално накви меѓусебни некои несогласувања кои што прераснуваат во отворена конфронтација, че некој инфайтинг меѓу луѓето, меѓу самите членови на заедницата. И тука најчесто работи суетата и егото, што се, мислам, сериозни човечки проблеми. Веројатно не можам да давам сега некој генерално решение за тој проблем, меѓутоа веројатно треба, ако сакате да станете член на некоја заедница, веројатно треба да бидете спремни во еден момент да станете некоја бафер зона, да ги смирите страстите помалце, да изтрпите и дури на вас да биде некоја негативна енергија насочена чисто само за да се олабави таа ситуација. Друг предизвик што ние сме го сетиле на наша кожа, многу сериозно, а тоа е кој имате во заедницата некој играч со многу по-драстично голема моќ него остатокот од заедницата. Тоа е интересен проблем,
кој што дури и во глобалната заедница за слободен софтвер е решен на некој интересен начин, меѓутоа нема да се задржува многу на тоа. Интересен е моментот кај нас што се случува, например, ви имате обид, значи Microsoft после не знам колку години, десетина години се разбуди од некој сон и свати дека и они мора да има нека заедница позади нив, некој што ќе носи таква нова енергија. И сега се обидуваат со пари практично да направат заедница. Ќе видиме тоа колку функционира. Обично заедниците кои што се доминирани од еден играч, кој што е во случајот Microsoft, се прилично фрустрирани. Ако Microsoft не го направи тој хакатон што беше сега скоро, заедницата сама не се покренува тоа да го направи, например. Имате такви и други некои заедници кај нас, баш на полето на IT, па што таму е нашиот интерес, кои што функционираат на некој таков начин цело време, некои големи играчи им кажува што да прават. Меѓутоа тоа ми се случи и нас како заедница на луѓе што се занимаваат со слободен софтвер, а тоа беше че ние имавме долгогодишно искуство со локализирање на софтвер на македонски и во еден момент се појави еден проект со огромни суми пари кој што беше даден на приватна фирма да го прави истото. Одеднаш таа заедница беше тотално срозена, као ние сме работеле 5-6 години за во еден момент тоа да речеме кајмакот да го земе некој друг. Тоа беше крајот, ми се чини, на заедницата на кој што преведуваше, локализираше софтвер. Значи, во еден момент ние бевме најактивната заедница на Балканот за локализација, бевме лидери, стварно имавме GNOME, KDE, OpenOffice, Firefox, Thunderbird, значи сите Ubuntu-то со сите тие негови пропратњалатки. Ако бевме лидери, во еден момент тоа падна на нула. Во моментов единствено Firefox е некој софтвер кој што се одржува во локализација и мислам дека ако сте во дел од таква некоја заедница кој што ќе има таков некој играч кој што може да ги, како се вика, дисруптира, да ги некој нормален peer-to-peer, да ги наруши односите на како се вика, на еквивалентност, треба едноставно, ако сте вие тој дел, треба да бидете свесни за таа ваша улога, ако не сте тој дел, треба да бидете свесни за можноста за такво нешто. И нормално, уште еден предизвик за кој што може би треба да бидеме само свесни е дека заедницата да стане премногу пријателска. Тоа е онаква мач со две острици, бидејќи заедниците генерално се креираат на некоја база на соработка меѓу луѓе и нормално е да се роди пријателство, меѓутоа опасноста е таа заедница да стане некоја клика или некоја херметички затворена група на луѓе, која што едноставно нема да прифаќа или може би остава впечаток на неприфаќање на нови луѓе. Мислам дека тоа е еден од предизвиците со кои што и ние веројатно ќе се занимаваме. Па сепак, исто навраќајќи се на старите дискусии, на мейлинг листите, значи што сме ги правеле во последниве 10 години, морам да признам сум онака ми се наполни енергијата која читав, со каков ентузијазам сме постапувале во последниве, значи во овие 10 години. Тоа се луѓе што во еден момент биле спремни да бегаат од школа и да дојдат на преведувачки маратон кој што трае 48 сати, кој што се седи во една просторија и не се спие и се јадат сендвичи и се работи. Или не знам, последните такви ситуации се во Хаклавот Кика, кај што исто со неколку денови кој има некој поголем проект, неколку денови исто така со минимално спиење се работи заеднички на решавање на проблеми за програмирање или не знам креирање на некоја на 3D коцката што ја видовте вчера. И мислам дека тој ентузијазам и таа заедница, значи тоа е нешто што треба да го одгледуваме и нешто што е многу важно во светот. Не е случајно што и глобалната заедница која што го креира слободниот софтвер, значи збориме за, не знам, Linux, Mozilla, GNU проектот, Википедија спаѓа тука, тоа се све некои сили кои што едноставно го менуваат светот на подобро.
Ти благодарам, Дамјан. И сега можеме да одиме со прашања? Ако немате прашање, ќе почнам јас да поставам прашање. Може, да, може. Поелете. Нешто што мене ме плаши како наставник е она што се што сме поставиле досега на Facebook, бидејќи тој ни беше најлесно и за користење, и за аплаудирање, и за симнување, што ако Facebook прекине? Значи, што е приватна, нели? Што ако оде еден ден ни направат кат? Е тука цела енергија и цел ентузијазам што сме го имале и што всушност ни ги грее срцата, како што вели, каде тогаш ќе отидат сите наши активности. Значи, затоа е убаво да се пронајде начин како она што го сработиле наставниците ќе можат меѓусебно да го споделат. Значи, ние не се секираме за авторски права, ние не се секираме дали ќе ни ги платат презентациите или наставните подготовки или тестовите или контролните. Значи, ние сме токму оние кои што се отворени, од каде што може да започне оваа промена на отворени ресурси кои што можат да се споделуваат. Значи, тој момент е загрижувачки, што ако Facebook прекине да функционира. Јас имам тука едно прашање, како дојдовте до потребата да го користите Facebook? Како дојде како логичен избор? Пошто тоа е, мислам, тоа е моја лична, да речеме, моje лично прашање. Ние имаме вики за слободен софтвер, имаме различни софтвери кои што се инсталираат и се слободен софтвер, зошто Facebook ви излезе најпривлечен? Затоа што моментално е корзо за сите наставници. Значи, секој наставник успеа да отвори свој профил. Речи си секој што и најмалку умее да ги користи компјутерите, дали детето му помогнало, синчето, керкичката или било кој. Не можеш да го најдеш на телефон, ама можеби можеш да го најдеш на Facebook. И заради тоа, речи си сите се свртеа кон Facebook. Овде има наставници кои што имаат многу повеќе примери од мене, јас што покажав, што имам како пример. Значи, тука се наставниците кои што всушност се, како да кажам, основачи на идејата да се споделуваат. Има и за родителска соработка, а и да е тука, значи, имаме навистина наставници со огромен потенцијал, не е само еден и двајца како пример. Добро, вред. Имам уште едно прашање за вас. Последниот слайд од вашата презентација беше немате ажуриран софтвер за да можете да ја гледате оваа содржина. Не, немаме, посакувам. Не. Компјутерот ви велеше дека немате ажуриран софтвер. Моето прашање е, наслушнав од некаде дека всушност постои некој законски проблем, постои правилник кој што вас не ви дозволува да го надградите вашиот компјутер. Па сакав да ја прашам дали сте запознаени со тоа, бидејќи јас доаѓам од организацијата Слободен софтвер Македонија и ние сме, да речеме, ако вие дојдете во нашиот Hacklab Kika, ние со задоволство би го надградиле вашиот лаптоп на најновата верзија на Ubuntu. Меѓутоа, дали вие би имале проблеми со тоа? Значи, знам јас и сама да го надградам, меѓутоа кога сите ние наставници добивме кога ги добивме компјутерите, добивме и упатства некои кои што треба на повисоките личности кои што ја креираат политиката да им се постави прашањето зошто наставниците имаат административна забрана да не симнуваат понови верзии. Значи, тоа е веќе работа која што јас не сум компетентна да дадам одговор. Значи, јас знам да се снајдам, да влезам во лифт, да стиснам на 5 спрат и да отидам до 5 спрат и успешно да стигнам без да се мачам по скали да се качувам. А понатаму тоа е работа на институциите кои што ја креираат политиката, кои што не знам, тука не сум компетентна да одговорам. А не е дека не можам да го симнам. И јас и сите овие овде што се присутни. Значи имаме од надвор од Скопје дојдени и присутни за да следат она што е актуелно сега во образованието и ги следат секогаш реформите. Значи, ако некој од свој джеб платил да дојде од Охрид, да дојде од Струга, од Куманово и од каде се немаме наставници, тогаш значи дека сите сакаат да бидат во тек. Тоа треба да се искористи. Тој потенцијал треба да се искористи.
Игор, твоето прашање треба до институциите. Да, значи, тоа што сакав јас да кажам, значи Јас апелираме сакам работа. административната забрана да се отстрани за да може наставниците сами да си ги надградат своите лаптопи. Значи нема потреба од Ubuntu прва помош. Значи сериозно, ако навистина постои таква административна забрана, гледам дека има представници од институциите кои се занимаваат со оваа проблематика, ве молиме да започнете постапка, ако има потреба, ние ќе ја започнеме и официјално пред тие институции, како невладина организација, да таа административна забрана се отстрани, за да вие можете да ги ползувате благодетите на слободниот софтвер и секоја негова наредна верзија. Мислам дека на вчерашната дискусија на истата тема добивме одговор дека тоа е од превентивни мерки, затоа што наставниците во почеток не беа толку компјутерски описменети, немаат такви вештини за да умеат да се снаоѓаат со се она што ново ќе го симнат и за да не се случи некој хаос во користењето на овие IT технологии, значи веројатно предпоставувам, не можам да знам, дека заради тоа е таа административна забрана. Меѓутоа, созреано е времето кога добар дел од наставниците користат убаво компјутери и кога може да се започне барем дискусија на таа тема. Уште една, јас би замолил сега Василка тука да се вклучи околу вашите содржини што ги имате на Facebook. Мислам дека Википедија има проект кој што се нарекува Wikibooks и може би било интересен да вашите образовни ресурси ги префрлите на проектот Wikibooks на Википедија. Василка, повели. Вака, веројатно луѓето може би не знаат дека всушност Викисофтверот нуди огромен број на можности, не само Википедија на македонски јазик, кога ќе кликнете на Википедија на македонски јазик, значи во оние што се дополнителни ресурси од страна лева може да најдете вики книги, вики ресурси, вики образовни ресурси, подигнување на секакви други мултимедијални содржини и така натаму, така да јас на наставниците исто така великодушно им го препорачувам Викисофтверот кој што е многу лесен за инсталирање, доколку не знаете, нели еве слободен софтвер се тука да ви помогнат и затоа тука се и луѓето, значи кои работат со Википедија и од самата Викимедија Македонија, меѓутоа мислам дека се тоа апсолутно непознати и неискористени ресурси во образованието до сега. Значи не е само YouTube, не е само Facebook, не е само Twitter, има уште многу други платформи, меѓу другото Викисофтверот вие навистина една од платформите кои што дури можете и дома на сопствениот компјутер, јас не знам дали знаете дека вие можете на собствен компјутер дома да си ја симнете Википедија на англиски јазик, околу 9 гига е ми се чини, и да си ја имате во секое време. Верзијата која што... Да? Така да, нели, тоа е една од работите кои што треба да се промовираат, пошто ние сме тука за тие отворени образовни ресурси, Викисофтверот е еден од нив. Не, јас повеќе мислев на Wikibooks и на Wikimedia Commons, затоа што имаат ресурси кои што можат да ги качат таму и да бидат достапни за сите. Wikimedia Commons е тоа, да, Wikimedia Commons опфаќа огромен број на содржини, значи и книги, и видеа, и фотографии, значи секако видна мултимедијална содржина. Што менаш го објавите под Wiki Commons, значи под некој од лиценците, макар што Википедија, знаете дека од минатата мора пред година и пол, комплетно го ја отвори лиценцата, сподели, копирај, продавај и сето тоа, така да користете ги. Добро, ти благодарам, мислам дека имаме прашање од... Може? Малку муабет од страна. Мислам дека беше многу натре таму. Доаѓам 2 дена, се трудам да фаќам све. Многу ми интересираат образовните ресурси, инаку сум Сатки Исмаили, работам во основно училиште Кирил и Методи Тетови и во коледж приватен еден. И јас како наставник ја осеќам таа разлика што имаме ние во нашите училишта и во приватните училишта. Нажалост, тоа искуство го нема секој од нас па да гледа какви ресурси ни фалат нас во училиштата. Јас овие денови чекав навистина да има некој од представник од Министерството за образование, па да ги гледат и тие нашите маки и тоа што сакаме ние да имаме. Навистина ни фалат многу работи. Наставниците ние, ако е некој најбогат овде, дека ние наставниците најбогати. Ќе ви кажам ја личен пример. Јас за 10 години сум направил повеќе од 500 презентации математика. Значи немам лекција математика што може би
3-4% што го немам презентација, тоа сам, како автор. Меѓутоа, тоа е на албански, бидејќи предавам на албански, меѓутоа никогаш не ми се дало прилика некаде тие мои работи да ги истакнам. Пример, имам над 400 работни ливсиња, квалитетни, тие квалитетни се така што се објавени во некои математички списанија. Меѓутоа, што имам јас сега најголема мака? Најголема мака имам, бидејќи луѓето, тие наставниците по математика во државата ме знаат највише, на албански јазик, така што се случува дневно да имам по 20 имејла. Едниот ми бара работно ливче, другиот ми бара програма, третиот ми бара некој и сега презентација. Ја имам таква душа, некој тука ме знаат што никогаш не знам да кажам не. Меѓутоа многу губам од моето време. Западен сум многу. Овде кога дојдов јас, во тој ниво што сум, да најдам некој начин што од тие таму на бина што се, да ни кажат начин каде што можеме ние нашите работи, па и другите таму да ги имаме. Да не се бараме по Facebook, па некој да се брука таму што бара, ми треба мене планирање за 600 оделение, такви работи. Мене на вистина тоа ме чуди и сега се ставам во тоа место на тој што бара такви работи. А цело време, знаете, 2-3 месеца тоа се бара во Facebook. Мислам дека не треба тој да ми се обрати мене, па да има една база таму на податоци кај што ќе ги зема отворено, без грижа, без да се во црвени и така натаму. Мене лично тоа ме прави поголем што некој ако се обраќа кон мене и бара нешто така, ја не се грижам тоа што тој ќе украде од мене, па нека го земе тоа. Поголемата корист го имаат децата, не го имаме ние. Ако сакаме да бидеме поголеми, тоа е да бидеме што поотворени. Мене лично ми одговара да има нешто софтвер отворен така, а затоа треба највише да се грижат представниците од Министерството, бидејќи тие се надлежни за такви работи. Да ви кажам, работам исто во институција, кај што приватен коледж, Вилсон коледж, кај што секое дете има или iPad има, таблети, па тие ме натера и јас да купам. Со мојата плата си купив Nexus 7 и сега Мислам дека овие поенти против Facebook не можевме ни ние да ги смислиме. Вака, уште малку ќе продолжам. Значи, тие деца користат многу добре. Наставата е поинтересно да ви кажам. Жалам што немате прилика да гледате како. Децата све истражуваат преко више тие iPad и таблет и тие работи, што и јас сум се вклучил, секој ден станувам помлад и јас, извори наоѓаат тие, знаат подобро од нас да се наоѓаат. Меѓутоа, жалам сега во критична состојба се наставниците. Во бирото да ви кажам, постои таму за електронски учебници, ја ги користам. Цело време ги имам и во iPad овдека, ги имам и во таблетот. Меѓутоа, колку е ажурирано последната година? Не можам да го најдам математика за 600 оделение на албански јазик. Другите ги има. Цела година ништо не е ставено. Камо среќа да ги имаме сите и такви други работи, ние наставници некаде некоја база, кај што сите едни од други ќе можеме искуства да споделиме. Жалам, мислев дека кога дојдов вчера овдека, ќе се работеше за образовни, отворени образовни ресурси. А највише сега ние, кои највише се трудиме да работиме на тоа, сме наставниците и професорите од основно и средно училиште. Жалам и ви благодарам што на вистина од тие од бината таму многу убави работи ни кажа, меѓутоа ово мислам дека малку празно е што нема представник од Министерството за образование, бидејќи тие највише можат да придонесат, а највише не сакаат да придонесуваат. Благодарам. Само една реплика имам на ова. Мислам дека ова е добра шанса да се соберете наставниците и стварно да креирате една заедница на било каков начин организирана, па дури и преку Facebook ако треба, чисто за да не може Министерството да ви диригира што ќе правите вие со вашите надгледни средства, како што се компјутерите или мислам дека ако се
ако се консултирате со вашите колеги, ќе се најде барем еден кој што ќе знае како да ви помогне за тие проблеми што ги имате. Ние искрено можеме да ви помогнеме со некои технички проблеми, меѓутоа ние не сме ни толку вични во сите можни софтвери што постојат за едукација. Значи, овдека одговорот на прашањето беше, мислам дека Министерството не е ни релевантно повеќе. Ако вие секој час им диктирате на вашите ученици, можеби е најдобро цела една година некој да го пишува тоа на компјутер и следниот пат тоа да го објавите на Вики, на Фейсбук, било каде, и вие веќе имате учебник за 6 оделение. Мислам, сега знам јас дека е многу вака кондесендинг од Скопје да го кажувам тоа, а вие доаѓате од друг град каде што има поинакви услови, меѓутоа мислам дека Министерството повеќе не е релевантно и мислам дека вие сами можете, користејќи ги овие образовни ресурси, да си ги средите учебниците, да си ги средите материјалите што ви се потребни. И учебникот за 6 оделение да го напишете од оние работи вие кои што им ги диктирате на учениците да ги работат на час. Тоа е тоа јас што сакам да го кажам. Слободно, Василка. Да, и јас само уште нешто ви додала околу Вики софтверот. Значи веќе споменавме дека секој може да го симне од интернет, секој може да го инсталира, значи секој професор, секој предмет, секоја генерација, секој школо може, самите можете да си го имате за себе. И тоа повторно да биде на интернет. Кога ќе го инсталирате Вики софтверот, тој како подршка има се, почувајќи од тоа да пишувате текстови до мултимедијални содржини. Така да искористите ги тие бесплатни алатки кои што ви ги дава интернетот, за да можете тие образовни ресурси да ги подигнете и да бидат достапни на сите. Ако може. Микрофонот е тука. Јас сум Ковачева Маја, професор по оделенска настава во основното училиште Љубен Лапе. Испровоцирана од сите оваа дискусија и не знам сега дали ќе биде како во едно задоволство на модераторот, сакав да кажам до минатата година, оваа година бидејќи ни го менуваа провајдерот на сите училишта, се уште некако барем кај нас не профункционирало по училниците. Минатата година со провајдерот кој што го имавме во училиштата, воопшто софтверите на Facebook и на YouTube не беа достапни, не беа забранети од страната на Министерството за образование. Така да најчесто наставниците се служевме со софтверот на Вики, моментално кога ни требаше податок некој да извадиме, и тоа најчесто нормално Википедија на македонски или Викимедија или како сакате. Сите оние други материјали што од дома ги подготвувавме, нормално си повлекувавме од Facebook и од YouTube, меѓутоа сето тоа беше многу покомплицирано, затоа што требаше да го даунлодираме, па да го сместиме, па или на флеш да го префрлиме во училишните компјутери или пак да си го препратиме на мејл. Не знам сега дали ќе биде за ваше задоволство, меѓутоа оваа година не знам дали страните се пуштени или не, се уште не се. Најчесто, значи, го користевме на Вики софтверот. Ви благодарам. Благодарам. Може. Микрофонот е кај мене, не давам. Секој со ред. Не, да бидеме малку парламентарни, бидејќи прво беше наставничката, па вие сте после тоа. Само на кратко сакам да кажам дека јас сум наставник. Наставник сум по етика и граѓанско образование. Магистрант сум генеалогија на вештачка интелигенција. Со овој проблем, мислам, се занимавам уште од моето детство, од 85-та година, од прилика. Моментално ги користиме Википедија како извор на, како ресурс, еден од основните, морам да ви признам, затоа што многу поими, пред се, што треба да се направи? Треба да се направи речник на поими во Македонија. Тоа уште кога студирав, секогаш го потенцирав, мојот професор Темков направи речник по етика, мислам дека треба да се вметни во Википедија, затоа што тоа е, не знам, национално богатство.
Поимите не се дефинирани, тоа е најголемиот проблем, значи на една нација да нема речник на поими, затоа што имаме лексикон, меѓутоа немаме такви речници кај што секој збор е објаснат како поим, пошто филозофијата постмодерна вели дека треба да се бави со објаснување на секој символ. Бев само повикана да кажам дека еве можам да придонесам за тоа што го имам истражувано во последните години од областа на вештачката интелигенција и филозофијата како наука. Така, благодарност за вашиот коментар. Иначе јас сум само придонесувач на Википедија на македонски јазик, како и многу други овдека, и нормално нејзин корисник. Морате да разберете дека тоа е една онлайн заедница која е составена од луѓе кои доброволно придонесуваат. Така да доколку некој се најде кој од областа на лекторството, имаме такви, значи имаме две господи кои што постојано ревидираат некои текстови, меѓутоа тоа го користат во нивното слободно време. Не знам, нели ние не можеме и немаме толкава моќ да можеме да си најдеме доволно спонзори, веројатно Викимедија Македонија и би најмила лектор, би го вработила со полно работно време, за да може постојано да ги лекторира текстовите. Знаеме дека поголем дел се. Меѓутоа, тоа е едната работа, а втората работа е што треба да имаме посебна дозвола за речникот на македонски јазик, за да може да се подигне на Википедија на македонски јазик. Доколку ние ја добиеме таа дозвола од институтот, можеби за македонски јазик, не знам како се расположени, дали е достапно, какви се авторските права и сето тоа, тоа би била одлична работа. Нели, колку повеќе такви ресурси, толку подобро и за збогатувањето на нашиот јазик. Да, дали е придонесува или допринесува? Благодарам. Повелете? Јас ќе се надоврзам на дискусијата на колегата од Тетово. Значи, она што и вие го прокоментиравте после неговата дискусија, дека ние може сами да создаваме учебници. Ако вие имате забранети софтвери од страна на таткото на образованието, на Министерството за образование, каде што не можете едноставно да комуницирате и така натаму, каде што немате од Бирото за развој на образованието, немате доволно учебници физички како книга да го презентирате пред децата, тогаш што ако ние создаваме? Ние создаваме своји дневни подготовки, создаваме презентации на часови, создаваме одредени иновации, креативности и така натаму, но тоа го работиме само со нашето оделение или во нашето училиште. Доаѓаме во ситуација да ги позајмиме таквите презентации на одредени колеги кои сметаат дека се добри да ги применат во наставата, но се соочуваме со еден проблем кога ние ќе ја добиеме, кога кај нас ќе дојде интегралната евалуација или инспекторатот, тогаш не работиме според програмите на Министерството. Како тогаш можеме ние отворено да пред децата да презентираме наши програми, иновации и така натаму, ако веќе имаме еден терк од Бирото за развој на образование и од Министерството, дека по тие програми мора да се оди. Во тој случај, нас ни останува она што и дел од говорниците го зборува, ни останува да комуницираме преку социјалните мрежи или по приватни мејлови и така натаму. Немаме каде да размениме одредени програми, било каков софтвер или било каква веб страница на просветни работници, на учители, на наставници и така натаму, да не ги редам сега, каде што може да ги разменуваме своите искуства без некој да не контролира од Министерството и каде што можеме да внесуваме одредени иновации. А во ваква ситуација, кога дневните подготовки нас ќе ни ги прегледа и просветниот инспектор, кој може би е 5 пати понеписмен од нас, доаѓате во ситуација да вие се прашувате што јас работам со децата, какви иновации, какви отворени програми им нудам на децата, кога нема да ти ја потпиши дневната подготовка или ќе те оцени на крајот од годината со некоја си послаба оценка, сега веќе го воведуваат екстерното оценување,
Што ќе правиме со отворените програми? Благодарам. И јас имам тука само еден коментар. Кога на неколку група на луѓе во Шведска им забраниле да се ги споделуваат CD-ата и филмовите кои што ги купиле, го направиле Pirate Bay и ги споделиле на торент, така што друго не коментирам. Само да се надоврзам. Луѓето, тоест заедницата ќе си најде начин да ги заобиколи блокирањата од страна на Искуството покажува дека ако постои волја и ако луѓето креираат содржини, не постојат прописи кои што може да ги регулираат тие содржини. Кога има доволен број на содржини, прописите се тие кои што ќе се сменат со текот на времето. Меѓутоа проблемот е што треба повеќе време. Јас сум навистина изненаден, бидејќи овде има голем број на наставници кои што тврдат дека сакаат да креираат содржини, дека креираат преку 500 презентации и дека тоа го прават секој ден и дека дури мора да користат други технологии за да може да ги споделат тие содржини. Така што мислам дека да, ако заедницата има волја, едноставно патот ќе се отвори пред неа. Само да се надоврзам за да не оди муабетот во погрешна насока. Не знам колку од вас беа присутни вчера на последната сесија. Меѓутоа јас бев говорник како представник од Метаморфозис и најавив нешто што е веќе достапно на сајтот образовниресурси.mk. Значи, тоа е додаток, плагин за сајтот кој што функционира како поддршка на проектот што го работиме оваа година. Кодот е отворен, значи сега е се уште во развојна фаза таа апликација, меѓутоа може да придонесат и оние кои што ги поседуваат техничките капацитети да стане софтверот подобар, а вам ви останува да го полните со ресурси без разлика дали тие се претходно споделени на YouTube како видео, па да ги поставите како линкови или пак да ги поставите директно како фајлови во рамките на самиот сајт. Тоа треба да овозможи сите ресурси кои што вие сакате да ги споделите и да бидат достапни од едно место и да биде овозможено пребарување на начин кој вам би ви одговарал. Ке напоменам уште еднаш, ова е почетна фаза, меѓутоа тоа е направено за вас, за вашите ученици и од вас ќе зависи како ќе се развива понатаму. Ако нема повеќе прашања, одиме на пауза. 15 минути. Ви благодарам многу. Има уште едно прашање? Може во... Нема за момент вака да се сослушаме и да пренесеме одредени искуства од Основно училиште Димитар Македонски, Бранкица Костадиновска, како директор на училиштето во моментот, да поделиме информации околу примената на компјутерите во училиштата и се што се случува во училиштата во овој период, основните и средните училишта. Што е проблемот? Ние во изминатите периоди добивавме голем број на нагледни дигитални средства, еве како што е компјутерот, за користење по природните науки, но не може да се користи затоа што имаме ограничување со Linuxот. Тие се со друг софтвер. Ние, вработените во училиштето, тимот за работа, функционираме многу добро, пребаруваме повеќе начини за да пронајдеме соодветен софтвер да може да се користи во настава. Но тоа не можеме да го направиме до сега, до овој момент, затоа што има забрани или сокупување на одредени образовни апликации и софтвери за работа во настава. Исто така, од пред 3 години имаме интерактивна табла во училиштето. Неја можеме да ја користиме само со лаптоп сопствен од некој наставник, каде што може да изработи од одредени наставни содржини и да ги испрезентира пред учениците. Тука е проблемот затоа што не може да се користи преку Linux. Се соочуваме со огромни проблеми со ограничување на одредени образовни апликации. Мене ми се чини дека е сепак подобро да се постави слобода и да се даде поголема креативност на наставниците во пребарување на образовните апликации и сето тоа да биде можеби
на бесплатна основа, а од тука ќе следат и резултатите и успехот за реализација на наставните содржини и напредокот во училиштата. Во овој момент, баш и вчера на сајтот на Министерство за образование, читав дека училиштата ќе добијат интерактивни табли. Сепак, интерактивните табли, ако не се усогласени со стандардите и барањата на нивниот софтвер, тешко во кое училиште ќе може тоа да се изреализира. Овде во нашето училиште такви наставни содржини реализираат само одредена група наставници кои поседуваат собствен лаптоп, можат да ги изработат наставните содржини и со користење на таа интерактивна табла да презентираат такви наставни содржини пред децата. Децата го сакаат тоа, ги сакаат новините и постојат начини како да се привлече вниманието во училницата. И како пример сега би истакнала на сајтот на општина Аеродром, постојат клипови од реализација на наставни содржини, слободни ученички активности, каде се издвоени одредени сегменти за работењето на училиштата. Акцентот на тој видеоклип што е од страна на училиштето Димитар Македонски е ставен со користење на современи образовни апликации, софтвери и со примена на интерактивна табла, сегменти. Тоа може да се види и да се види во која насока се движи нашето училиште. Толку од Се извинам само од кое училиште од Димитар Македонски во населба Лисича, Аеродром. Ви благодарам. Мимио. Колешката информатичар е тука до мене, па и таа сака нешто да постави одредени прашања. Благодарам. Може само да ја прекинеме сесијата, па можеме да одиме на кафе и таму да го продолжиме муабетот. Ви благодарам многу.